Стампедо избувна денеска на погребната поворка за убиениот ирански генерал Касим Сулеймани, при што загинаа повеќе од 35 лица, а беа повредени 50, објави иранската државна телевизија. Стампедото се случило во Керман, родниот град на Касим Сулеймани. На видеата објавени на интернет се гледа како безживотни тела лежат на улица, а други панично викаат и се обидуваат да им помогнат. Поворката во Техеран привлече над 1 милион луѓе во иранската престолнина, преполнувајќи ги главните автопати и споредните улички во Техеран. Рано изутрината, пред да пристигне ковчегот со телото на Сулеймани, лидерот на иранската револуционерна гарда се закани дека ќе ги запали сите места што ги поддржале Соединетите држави во убиството на генералот, што ги предизвика присутните да извикуваат смрт за Израел. Во својот говор во Керман, првиот човек на иранската револуционерна гарда ги величаше подвизите на Сулеймани, нагласувајќи дека сега, како маченик, генерал Сулеймани представува уште една закана за непријателите на Иран. Иранската влада ја прогласи американската војска за терористичка организација, пренесува CNN повикувајќи се на иранската агенција ИРНА. Сите американски војници ги сметаат за терористи. Претходно истата влада го прогласи убиството на генералот Касем Сулеймани за државно спонзориран тероризам од страна на САД. Локалните медиуми јавуваат дека ирански пратеници денеска прифатиле закон кој вели дека целиот персонал на Пентагон, сите поврзани компании, институции, агенти и команданти сега се сметаат за терористичка организација. Како што јавува агенцијата Fars News, со истиот закон парламентот и дал на републиканската гарда 200 милиони евра за да го одмазди убиството на Касим Сулеймани. Според денешните извештаи од Иран, официјален Техеран работи на 13 планови за одмазда за убиството на Сулеймани. Во извештајот се цитира Али Шамхани, секретар на Врховниот совет за безбедноста на Иран, кој рекол дека дури најблагиот меѓу нив би бил историски кошмар за Соединетите американски држави. Тој одбил да даде детали. Ако американските војници не го напуштат нашиот регион доброволно и исправено, испраќаме отворена порака до нашите непријатели, ќе се одмаздиме, ќе запалиме се што сакаат ако направат само уште еден потек. Ние ќе сториме нешто за да ги изнесеме нивните тела хоризонтално. Иранскиот министер за надворешни работи Мохамед Џавад Зариф рече дека САД одбиле да му дадат виза да отпатува во Њујорк на предстојните состаноци во Обединетите нации. САД како домаќин треба да им овозможат на странските функционери да присуствуваат на вакви состаноци. Ова е затоа што се плашат дека некој ќе отиде таму и ќе му каже вистината на американскиот народ, но грешат. Светот не е ограничен на Њујорк. На американскиот народ може да му зборуват и од Техеран и тоа ќе го сториме. Медиумите објавуваат дека погребот на иранскиот генерал Касим Сулеймани сепак е одложен поради метежот на погребната поворка. Во извештајот не е наведено за кога е одложен погребот.